Николај Тесличков, алијас Никола Тесла, да ги научиме малку историја. Зошто се многу ретардирани и неграмотни кога е во прашање историјата и знаат да мешаат баби и жаби. Драги соседи, ете, ќе се обидам да бидам фин, еден краток час историја да ви одржам, да не бркате некои поими и да не ви прават дотур со фалшни историски податоци и да ги разберете малце односите на македонците кон одредени соседи и така натаму, да не лутате у темница како не дугави. Вака се. Партизанското движење во Македонија е чисто македонско. Во смисла дека во тоа движење немало такви што се осеќале дека се бугари, од број 1. До ден денес се живи внуци, потомци, ки ги кажам, на десетици народни херои од партизанското движење, од Народно-ослободителната војна, кои што може да ви потврдат, мене бар тројца ми потврдиле, може да ви потврдат од тие потомоци дека нивните дедовци, тетки, поима нем што им се паѓале тамо, дека се чувствувале како македонци. Затоа влегле во таа војна на страната на партизаните, на страната на комунистите. Затоа се бореле. Затоа што кај нив од дете биле пренесувани на некој начин, да се изразам поетски, идеалите на нивните предци, прадедовци, така натаму, кои што биле некои илинденци, така натаму, да не ги реам. Така да, партизанското восстание во Македонија било македонско. Било со цел да се формира држава Македонска република, ако сакате, но со оглед на околностите во склоп на една поголема федерација, кај што на македонците било ветено дека ќе имаат своја држава со сите државни атрибути. Држава која што ќе можат комплетно, целосно да го изразат својот македонски идентитет, каде ќе учат на македонски јазик и каде ќе се формираат културни македонски институции, научни и така натаму, па затоа црква и така натаму, па затоа Македонија со ослободувањето од фашистите доби и своја македонска наука на уметности, Македонска академија на науки и уметности, доби театри национални, доби образование македонско, да може да учи на македонски, доби институции македонски, доби се, доби државност македонска. Особено со уставот на Југославија од 1974, каде што имаше право да одлучи еден ден дали ќе остане во склоп на федерацијата или нема да остане, имаше таква клаузула тамо, или како да наречем. Се втора работа. 1943 година. Черчил. Значи ова ја не го измислувам како кај вас некој што ви ги тура со некоја бугарашка црпка информациите у глава, па мешате баби и жаби и не знаете што зборите. 1943 година. Черчил сваќа дека најголемата работа на Балканот за корис на сојузниците му ја врши Тито со неговите партизански единици. Черчил сваќа дека Тито е антифашистички настроен комплетно и дека има намера да создаде своја држава и дека до тогаш, до 1943 година, Тито нема добиено од спротивниот блок, тоест од советска страна, како што и самиот Тито кажал, ниту пушка. И тука ја видел Черчил својата шанса, затоа што Черчил во суштина бил многу негативно настроен кон комунистите, кон комунистичките земји, особено кон СССР.
Не бил пријателски настрој. И сваќа, дај да го придобиеме човеков, пошто ни треба за оно што ние во иднина сакаме да го направиме. Што сакале да направат? Иднина сакале да направат иднина инвазијата врз Нормандија. И сватиле дека Тито, со неговата народно-ослободителна борба и неговите единици, тоа самиот Черчил го пишува, значи ова не го измислам, држи, вика, во клинч 64 фашистички дивизии, меѓу кои имало и бугарски. Вика, ни ги држи во клинч. Тоа нас ни треба и вика, кој ќе се повлекуваат, вика, и германците од доле од југот. Тоа ни треба нас некој да ги задржи доволно време. Тоа го пише у мемуарите. И шо прави Черчил? Иде кај кралот Џорџ, што би беше татко на Елизабета, кралица на што живееше 238 години, пред некоја година што умре. И му вика, друже, заеби ни ова ден до денес што правевме. Четниците на Дража Михайлович на кралската влада од кралска Југославија што беше избегана во Белград. Да престанеме да им даваме на нив, да вложуваме у нив, вика, они играат и со фашистите од време на време. Дај, вика, Тито ни е битен играч. И кралот на Англија, Џорџ, го послушува, му вика, уреду е. И Черчил се среќа со Тито во Каиро 43-та, кај што ги прецизираат формите, овој модулите, начините на тоа помагање на сојузниците на британците на народно-ослободителната борба и Тито. Ги утанчуваат, ги прецизираат како тоа ќе иде помошти, што ќе иде и како ќе иде. Ова е причината, малце ќе скокнам, тоа што кога е почна граѓанската војна во Грција, Тито во почетокот се става целосно војската југословенска, македонска југословенска, ја става во поддршка на грчките партизани. Има партизански болници тогаш во Кратово, во Катланово, кај што се лечат ранетите од Грамос, од Мамос, од Егејска Македонија. Значи се става во одбрана на македонскиот народ кој што живеел тамо. Тамо нема бугарски народ. Точка. Нема бугарски народ во Егејска Македонија. Тамо има македонци. Кои што Зилинден, ако отидете тамо, ќе видите пеат македонски песни. Не пеат бугарски, зашто не ги знаат, зашто се македонци. Но добро. Тоа е причината за оној момент кога на Тито му се јавуваат од Британија, му кажат, друже, ај сега ти излезе ни у пресрет. Сега ворете, но ние сакаме Грчка да биде под наше влијание. Те молам, тргни ги рацете од таму. Тогаш Тито се повлекува принуден од геополитичката ситуација во светот и она што британците го бараат од него, ајде сега возрати на услугата како што ние ти правевме услуга у Втората светска војна, да ги победиш фашистите и да направиш своја држава. Тоа е позадината на она која збора, значи не дал дозвола за солно. Едноставно бил фатен на некој начин на два стола. Одлучи се шо? Ради околностите он се одлучува државата која што има да е зацврсна. И моќта, и политичката моќ и све. Стигаме до 44-та година. Значи Тито веќе тука во очите на сојузниците го третираат како сериозен веќе играч, од кој што може да очекуваат многу и кој што многу одработува го приготвува теренот на некој начин за оно што ќе следи подоцна. Целосниот крах на нацистичка Германија и вашето прешалтување од скутот на Хитлер во скутот на Сталин. Доаѓаме до 44-та година. Вие до 44-та година не сте ништо друго, сте окупатори на Македонија и делови на Јужна Србија денешна. Најобични окупатори, слуги на Хитлер, кои што во парламентот 41 година јавно го пофалувате Хитлер, како се викаше, тоа беше пример, ги има снимките, постојат. Значи нема лага тука. Тука не можеме ние да измислуваме историја и факти. И Тито што ни ја кажал историјата, имате видеа, можете да ги погледнете. Дека како му се клања на Хитлер вашиот премиер, како се викаше у тоа време 41 година. Кога вика и благодарение на Мусолини, на Хитлер, Българија ќе биде од Дунав до Охрид и од Черното море до Јадранско море. Мало сутра, што би рекле сербите. Така да вие до 44-та година сте
сте окупатори овде. Кога разбравте Хитлер, кога разбравте Сталин дека гази се пред себе и како се осветува на режимите слугински кои што му седеа ускутот на Хитлер, кога дознавте какви одмазди прави, кај што ќе помине Црвената армија, и кога ви дојде со тенковите до бугарска граница, вие решивте да смените дрес. Па вашите играчи кои што играа поблиску до Русија, успеа џомити да ја преземат власта и џомити да станете прогресивна комунистичка држава која што ќе бидете до 1990 година, скоро до падот на 91 можеби, после падот на Берлинскиот зид. Само еден субјект за дудлање заменивте за друг. Од Хитлер се пребацивте на ташаците на Сталин. Тоа беше вашата, како да кажам, политички историски влог во минатото, во минатиот век. Истиот тој Тито, кој што вие го мразите и кој што додека беше жив ви прдеше у вашите наративи дека сте ослободиле Македонија, отворено зборувајќи дека не сте можеле вие никако да ослободите затоа што сте биле окупатори. А единствен некој кој што бил препознаен од светот дека ослободува тука на Балканот, бил Тито. Можете тоа да го прочитате у мемуарите на Черчил. Не у некои мемуари на Тито. Отворете ги мемуарите на Черчил, прочитате. Он бил препознаен како автентичен борец против фашизмот, вклучувајќи ви и вас. Затоа го мразите. И затоа тој имаше доволно доблест и на еден Сталин да му каже не, кога Сталин беше најмоќен 48 година. Кога сакаше Југославија, тогашна социјалистичка федеративна, да се развива по моделот на Советскиот сојуз. Тоест да се развива во правец кој што ќе го одреди Сталин. Се сваќаме? Значи, вие му го лапнавте на Сталин до крај со сеташаци, што викате вие, и решивте да го послушате од прв до последен збор што ви кажа, да правите како што он ќе ви каже, ама Тито направи спротивно од тоа. Му рече не. Не, друже, ние си имаме свој пат и сами ќе си ги поставиме шините по кои што ќе одиме. Затоа дојде до судирот меѓу Сталин и Тито. Меѓу Сталин и целото информбиро кој што го или Источен блок кој што го сочинуваа 7 земји, вклучувајќи ја Бугарија, кој што до вчера, пред да се деси случај тој судир, беше хитлеровски слуга на Хитлер. И вие продолживте по истиот терк да се надевате дека пак ќе успеете да ја преземете, да ја окупирате Македонија, сметајќи на тоа дека Сталин ќе се реши воено да ја порази Југославија, дека ќе нападне Југославија, ќе изврши инвазија врз Југославија. Тоа се надевавте. Затоа трупавте дивизии на бугарско-македонска граница 49 година. 8 бугарски дивизии чекаа само зелено светло Сталин да нападне и они повторно да влезат внатре. И тука беше генерал Михаил Апостолски многу во право, кога у неколку наврати има кажано требаше бугарите да ги бркаме до Софија. Ама склопот на околности Сталин она нивното пресоблекување на дрес ја спасија кожата. Михаил Апостолски бил спремен да ве брка до Софија. Не му било баш пријатно што не добил зелено светло од стариот, тоа со Тито тоа да го направи. А после се муабетите за Југословенска федерација, со се Бугарија, со се Ѓорѓе Димитров и отпосле се тие муабети. Значи, Тито влагал судир со Сталин. Државата е под голема закана. Држава која што се формирала вчера,
кое што е формирале комунистите, кое што е во пепел претворено од Втората светска војна, затоа што Втората светска војна бугари во Југославија беше и граѓанска војна истовремено. Се тепаа меѓу себе босанци со срби, срби со босанци, срби со хрвати, хрвати со срби, хрвати со босанци, не знам. Значи беше парта однатре. Тито успеа да ја стабилизира, да направи држава. И одеднаш влага во судир неочекуван со Сталин, со еден Сталин кој од тоа време е најмоćен у светот. У тој момент Советскиот сојуз е најмоćната држава во светот. И му вика не. Кој те ебе му вика. И се наоѓа под закана од инвазија воена. Западните земји во тоа време уште не им е јасно што се случува, бугари. Чекаа да видат што ќе се случи. Кога ќе видат дека Тито нема да отстапи од своите намери, тогаш почнуваат прво срамежливо да го помагаат. Срамежливо да му даваат поддршка, многу тивко, многу под радарот, Сталин да не побесне. Па после веќе 51-2 година до смртта на Сталин тамо, веќе се поотворено му даваат ветер во грб на Тито западните земји. Америка, Британија, Франција и така натаму и така натаму. Но државата у тоа време била загрозена физички. Затоа е формиран Голи оток. Сите неистомисленици на Тито, сите кои што имале симпатии кон Сталин, биле означени како и беовци и лежале тамо. Ги апселе, ги турале тамо. И сите пронационалистички струи, кои што можеле да го загрозат обстанокот на таа Југославија во тоа време, затоа е формиран Голи оток. И која будала ви ги уфрли ти информации у глава дека Тито има убиено 500.000 југословени? Дали македонци, вие што викате бугари, срби, хрвати, глупости. Глупости ви се тоа. На Голи оток од неговото формирање до неговото додека не е претворен во обичен затвор за бандити, кратци и ова она, 50 и поима, немам, 5-6 година, 500 души дали ги загубиле животите на Голи оток, вака или онака, не знаеме. Кој од болест, кој вистина од лоши услови, од тепање, од... Не е битно. 500 луѓе умреле. Толку се регистрирано дека се 500, не 500.000. Какви 500.000? Ако мислите на пресметките, со радикалната емиграција, со внатрешните непријатели, со петата колона, пак нема да стигнете до таа бројка. А точно е. Нема да стигнете до таа бројка. А точно е дека режимот на Тито бил суров со нив. Зошто? Затоа што во години која државата била на стаклени нозе, се обидувале дополнително да ја расклимаат. Нормално дека тоа се казнувало у најтешките случаи, у најеклатантните случаи се казнувало со смрт. Ваква или онаква смрт, случајна или неслучајна, намерен атентат или ненамерен. Во затвор паднало, се удело у кофа или не е битно. Секоја држава така се пресметувала со своите непријатели. Тито така се пресметувал. Тито иначе бугари бил хрват, не бил сербин. И Тито истиот терг го имал и за екстремната хрватска емиграција и внатрешна пета колона, и за српската, и за македонската, и за било која. Затоа што слоганот на Тито, братство, единство, беше еден од темелите на таа социјалистичка федеративна република Југославија. Еден од темелите. И човекот се што правел, додека беше жив, беше да го заштити идеалот на тој слоган. Без разлика други работи, дали се возело лимузина, дали пушал пура од 100, не знам колку поима немам, долара и не знам. Значи нормално дека пушал. И пура, и не знам каква пепелјара имал, и не знам саат каков имал. Нормално. Затоа што се движал у високи кругови, со високи државници седел. Што требало да извади кога седи со у белата куќа со Никсон, кога седел дрина без филтер да му зачури? Државата полагала на своето реноме. Нормално дека ќе прошетал негде со Мерцедес со 6 врати. Поима неам, јахта, поима неам. Дали однел нешто у гроб? Не.
Дали имаше милиони на кипарски банки, како што имаат сегашниве режими по Балканот и во светов, на како се вика, на тајни сметки у Швајцарија? Дали имал Тито? Немал. Дали некој од потомците на Тито после тоа купи бродови, јахти, вили, Ферарија, Ламборджинија? Не купи никој. Не остави таква работа. Живееше државнички. Тито, бугари, да имаше утепано 500.000 луѓе, немаше на неговиот погреб да му дојдат 235 председатели од светот. 235 светски делегации. И немаше да му се поклонат 25 милиони југословени. Тоа да го знаете. Доста со тие приказни утепал 100.000 бугари, кај да бугари утепал? Какви бугари утепал 100.000? Што лупетате, ретарди едни? Бугари утепал 100.000. Утепал 50 на 100 такви бугараши тука што сакале да го нишаат бродов, мислеле многу се јаки. Ги утепал нормално, како што утепал 500-600 такви хрвати од Хрватска екстремисти, како што утепал српски 500-600. За какви илјади зборите? Знаете што се илјади кој ќе кажете? Па не бил он Сталин, па немало Југославија гулази како на Сибир. Еден тој бил голиото, колку може да собере голиото? Купно вака. Кој ќе го напуниш? Убаво. Не лупетајте бе, кој ви ги каже овие податоци бе? Да ви ебам кретените, да ви имбецили. А му се поклонија затоа што беше еден од главните фактори на градењето на новиот свет после Втората светска војна. Да не ви го кажам, спомнам движењето на неврзаните, што нормално стариот си ја користеше за промоција на својата држава, на Југославија, а бога ми и за добри договори, за оружје, за ова зона, но ги стави на пиедестал земјите од третиот свет со тоа движење на неврзаните. Им даде видливост, им даде гордост, им даде ветер у грб да се борат за својата слобода, за излез комплетен од тие колониалистички јарми кои што беа фатени со години, со векови и така натаму и така натаму. Затоа му се клања на Тито. Затоа на Тито му се клања сегде кој ќе отидеше по тие афричките земји во Кореја, во 300 чуда кај да отидеш. Слетови му прави ако ќе дојдеш. Вие не знаете за ова, пошто вие со Тодор Живков многу не сте виделе, од пушења понатаму не сте виделе, така што, како да ви кажам, джабе да ви ги објаснам овие работи. Имаше човек, ако тој убил 500.000 луѓе, немаше на неговиот гроб 10 на 15 од тие 235 делегации, 10 на 15 председатели на моćни држави да плачат, искрено да плачат. Ама што да ви објаснам на вас? Што да ви објаснам? Утепани од Господ си берте, утепани од Господ ќе останете. Не Европска унија, у 10 Европски унија да влезете, вие ќе си останете оно што сте биле од секогаш. И на нивото на кое што сте биле од секогаш. Више една работа да ви кажам, што грешите многу. Ние не сме произлегле ни од главата на Тито, као македонски народ, ни од некоја глина не создале србите, пошто многу често не врзуете со србите, српски свет, свет. Да ви кажам, ние сме многу свесни дека 90-тите почетокот, србите едно време сакаа да не внесат во нивните крвави историски страници што ги пишуваа во Босна, во Хрватска и така натаму и така натаму. Знаеме дека едно време помислиле да не внесат. Ама не внесо. Или не сме се дали. Или сме процениле на време, па некако сме успеале дипломатски да се истргнеме од нивниот јар. Но ние се истргнавме. Не дека они преку ноќ заборавија на тоа наше предавство што си го смета у своите глави. Да, они се обидува и после да ја дестабилизираат земјава. И затоа сме свесни. И свесни сме како тие насилниците на Шешелј тепаа наш народ кај Прохор Пчински на прослава на Илинден, Асном и така натаму и така натаму.
И србите долго време тоа го и со негирање на нашата црква, долго време го правеа тоа. Така да ние многу погрешно разбирање имате ако мислите дека ние нешто на србиве сме, поима немам, дека им се клањаме, дека чека некој ми така. Не бе, не им се клањаме. Само они сватија дека треба да го сменат со нас односот. Дека треба малце пријателски да се постават. Дека не им остана многу пријатели на Балканот. Дека пубаво со нас да бидат пријатели отколку непријатели. Нешто што вие не го свативте. Затоа ние на некој начин може ви изгледаме поблиску дека сме со србите. Од проста причина што не не закачаат. Не ни мочаат у супата. Имаат пријателски однос со нас, нормален однос, кој две држави што треба да имаат соседски. Тоа што вие никогаш нема да го сватите, за жал. Така што не сме ние, ниту сме биле нечии миленици на Балканот, па да не правите Тито не создал, ова не создал, не создал. Особено не србите. Многу добро знаеме србите што ни мислеа едно време. Но го сменија наративот. Ви реков, сватија дека може подобро да ни бидат пријатели, оти ги немаат многу на Балкан. И тоа е добро. Вие што не можете да го сватите, тоа е друга работа. Така што не дека вие ќе разберете нешто од ова се што ви кажам, чисто мислам не се ни надевам дека ќе разберете, ама барем некој работи поима немам. Ви предложив да така. Ако ништо друго, да видите кој е Тито, читнете ги мемуарите на Черчил, да не трабуњате на памет. Бил диктатор, бил курсе тресе, бил убил 500.000 луѓе, 100.000 бугари на Куров. И потешката работа, што треба да ја сватите, а нема да ја сватите, е дека ние имаме со србите само коректен однос. Србите многу добро знаат дека не сме срби, ние исто така многу добро, ама ептен добро знаеме дека не сме срби. Многу добро знаеме. И не можеме ни да бидеме. Ај сега пак фатете се со вашите малумни тези, да ве послушаме малце, да се развеселиме. Не веселат многу и вашите мемиња тие такви. Што да правите? Тоа не можете да избегате од таа ретардираност ваша. За жал.